него пишуе Мечкин дол, него мурџевите липи го пишуваат. Оваа дупка што ја гледате тука е направена со аргати и мајстори. На своји 10 години ги памтам како такви, не волку големи, беа помали. Тоа значи и пред тоа може да имате и 100 години. Многу поодамна, во летните денови, кавадарчани се разладувале со мраз кој што се правел точно на ова место. Значи во време кога нема фрижидери, кога нема смрзнувачи. Господине Мурчев, каде се наоѓаме точно сега? Ова место кај сега се наоѓаме се вика Мечкин дол. Иначе меѓу народот во Кавадаци и во Баташа познато по мурџевите липи. Заради тоа што своевремено мојот дедо по татко тука имал лозје старо, на чокот стар, и некои нивки, и после тоа, околу тие нивки и околу тоа лозје, си купувал. Од луѓе кои се селеле од Кавадаци, особено после 1924 година, првата голема селидба на турците, од Македонија и од Балканот, одив купувал други нивки тука, други луизиња стари и го проширил имотот и станал тоа што сега е. Скоро 80% од оваа падина е мурџевска и за тоа се викат мурџевите липи. После со времето, од кога он тука и направил други нови луизиња на шпалија, на овие нивки, и од чокот од старите луизиња, лојзето што го грој што го берал, пошел во градот да направи, имал 3 сина. 3 сина и подрум вино произведувал. Заради пласман на виното и ракијата, дедо ми по татко отворил кафене у Кавадарци. Со времето кога се разработило тоа кафене, се јавила потреба и од мраз да се ладе пијалокот, пивото, шприцерот, сода, сифон и така натаки, ракија, за да има и повеќе муштери. Во тоа време, измеѓу 1920 година до 1940 година, немало, ни знаеме дека немаш у тој временски период разладни уреди како фрижидери и така натаки, а нама дошло идеја некако од зимските снегови некако да зачува за летниот период да може да има, да може тие снегови да ги користи во неговото кафене. И на таа идеја, у разговор со негови пријатели и другари, дошол на идеја да направи дупки. И дупки да ги полне со мраз од зимскиот период кога има снегови, па през летниот период да ги користи тие залихи на мраз од зимскиот период за неговото кафене. И прво направил една дупка, тука погоре е направена, и ги викаме така, у тоа време е правено е во време на стара Југославија, значи рекол 1920-40 година, тој временски интервал, српски израз, ледари. По наше, сега се вика снегари, нели? Македонски снегари. Првата што ја направил и како користел таа и се покажало дека како ефикасно може скоро кроз целиот временски период на летен период да се користи мразот и тој мраз го користел во неговото кафене, а после тоа користеле и други сладкари, кафеджи, содаджи од тој мраз. Нормално, он пожели да продава. А кога се развила работата, покажало како исправно и дека може. Тука на овој терен, еве како што гледате, има и липи. Липите дават голема сенка, убава сенка, и таму кај што ги направил тие така наречени ледари,
околу нив обавезно има големи липи и од тие сенки не дозволувале мразот што го ставале во така наречените ледари преку целиот летен период да има, да можат они да вадат од него и да го експлоатират и да го користат за таа намера. Господине Мурџа, вие секако дека со својот татко сте доаѓале овде. Дали се сеќавате каква е технологијата на подготвувањето на дупките и подготвувањето на мразот? Како се прави? Оваа дупка што ја гледате тука е направена со аргати и мајстори. И оваа дупка, за да може ледот од зимскиот период, односно мразот, снегот, прво се исчистува, како што гледате, не е чисто, маса време се исчистува оздола. За да се исчисти, тука се прави скала една од 3-4 стебла од овие липите, се кова со кршви попречни која дрва му се става скала и скалата се спушта долу, макара една и артоме со макарата артоме се спушта долу ковите, долу е еден слева полицистата, а чисти и со макарата се качува нечистиот дел од дупката што и се фрла ѓубрето надвор, така да после тоа се обезбедуваат греди од липите, липови стебла, греди за да можат гредите да го покријат овој дел од дупката, да го покријат да има кров. Откако се обезбедат тие греди се користат за повеќе време наредните години, али се менја само евентуално ако некоја се скаже или изгние и нова се сечи. Иначе наредните години се користат тие греди. Откако ќе биде исчистена ова што е дупка, така наречена ледара, има една врата и има предсобје тука предсобје имаше, па друга врата. Кога влеваш од таа врата у предсобјето, за да отвориш другата врата, и лесвицата е пуштена долу и макарата е пуштена долу. После тоа, зимото нормално, кога ќе паднат големи, се редовно не паѓат, али негаш кога паѓат големи снегови, одма наредните денови се организира голема работна рака, аргати, наши човеци се собират они и снегот од околу оваа дупка што е тука над ова места, горе оваа падина, немаше никакви дрвчиња. Беше падна ливада и снегот озгора се валка нанадло и тука се пушта. Со ајле народ, со ајле аргати и се напануе снегот дупката. Колку го има снегот. После се чека да спадне, пак кроз зимскиот период, некој ден, па ќе заване во снег. Они знаеле кога и знаат тоа, па ќе заврне зимно време, ќе се допане, греите се турат и врз греите се турат гранки. Врз гранките се тура ржање. И мало дето и се у нивде се произведувало рж, ечмен, пшеница, ржање. Врз ржањето се тура земја. Се покрива и вратата што е на предсобјето исто така се затвара и другата врата затвара и тоа е складирање на зимскиот снег во оваа дупка, така наречена ледара. После тоа експлоатацијата. Кога наидува веќе летниот период, кога ќе се јаве потреба, а ова е во период кога, реков 1920, 1940-1945 година, кога немаше техника, фрижидери и разводни урти, имаше потреба од овој мраз, ова залиха на мраз за разводување во кафенините и во сладкарниците. Јас имам учествувано после ослободувањето 45-та до 50 година, до 51 до 55 година, учествувано и во експлоатацијата. Имам носено со брат ми, со татко ми. Ќе дојдеме тука на полноќ, ќе отвориме, еден ќе влезе со ламба, обавезно, али ноќно време идеме,
на полноќ, вече ќе отвориме, ќе го откриеме мразот што е, одржањето, ќе исечеме што имаме голем нож, ќе исечеме букалапи, за да може да се дигнат од 30 до 40 кила максимум, и бујутини вречи, тој што е долу, с него ќе спадне, не може да биде догоре панон, се стопе, како се топе, тие парчиња на снег, мраз, мраз станува, компактна станува таа која, и турим у јутини вречи и на макарта, ги вадиме тука, и уште сонцето не е огреано, у кавалите тебе да стигне тој мраз. Тој мраз го дававме и на сите стоткари, што да джи, кафене што држеа, па и ова што беше државното узецко, те балка што го викаме, тамо носеме, за пари. И имаше. Обавезно тоа го правиме, обично одеше наспротив пазарниот ден. Например, среда е окаваци пазарен ден, у вторник ќе распрашаме оние така наречени муштерии што го трошат ледот, ќе запишеме кој колку сака и у вторник вечерта ќе дојдеме тука ноќта, у среда са бале, ќе го поделиме мразот, ќе собереме парите и после натаки пак за петок, па за пазарни ден, па ќе ги прашаме тие како муштерии. У четврток па ќе дојде, ќе напаниме тука маса, а имаме превозни средства, тоа ги магариња, маска и кола, како запажна кола. Тоа беше така, таа експлоатацијата што ја вршеме и што го до појавата на техниката фрижидери и разни вари. До која година, господине Мурџев, е експлоатацијата на овие ледари? Дали се сеќавате? До 1956 година. Имаше јас кога учествувам, јас зборувам за оној период во кој ја имам учествувано како дете, како младеч од 14-15 години, со татко ми заедно, со брат ми и со моите братушеди, за тој период кажувам. Имаше еден период од 45 до 48 година колективизација имаше, тој ги имањето наше мурџевско, тука беше овие лоизињата и сето беше под национализација и под колективи, не се експлоатираше, не работеше тој ни ледарта, ни лоизињата ги работеа колективите. Поска ни ги вртија, кога се растори колективите, ни ги вртија ние, моите чичковци и татко ми, радосни, па наново, па направиме, првото зимо, организиравме, а шестиме, а напаниме, и народно зиме така. И така, още 2 години до 56-та се експлоатираше ова на тој начин, али после тоа напалнија овие техниката, производство на фрижидерите и разливните орди, не беше интересно веќе да се полни со мраз през зимскиот период. А оставиме така остана и до ден денеска, како што гледате, останата не се користи. Денешниот ден навистина е многу топол, меѓутоа на местото каде што се наоѓаме е многу пријатна ладовина. Дрвата се многу големи, високи. Дали се сеќавате колку се стари овие дрва? Овие дрва, можам слободно да кажам, јас како дете на своји 10 години ги памтам како такви. Не волку големи, беа помали. Тоа значи и пред тоа може да имате и 100 години. Тоа е, од кога ги памтам, сега 50 години има поминато. И пред тоа сигурно 50 години, околу 100 години овие има дрва. За да нема, да не допира сончеви зраци до овој објект, нашите татко ми чичковците не дозволуваа да се крше гранче, лист да се скине од овие стебла, овие липи. Сега се крше и се сечат и е оставено на Божите вересија што викат, али у тоа време додека ова важеше како објект за мраз, за ледара, не се дозволуваше лист да се скине од овие, така да
до ова, така да речена ледара дупка, природна светлина и природна топлина не допираше. Тржеа водовина, а пак овие стебла липи, бидејќи има во кореновиот систем преку цела година влага и од мразот нели кога се пани, се топи, има бе силни бујни. Има и најдобар цвет липов. Ова е место каде што се будат вашите спомени од младешките денови. Дали доаѓате понекогаш ете така да го посетите местото, да се потсетите на тие денови? Единствено идиме кога треба да извршим некоја работа на лојзето кој што работеше брат ми и неговите деца, внуците мои. Јас понекогаш идам, а у последните 7-8 години не сум дошол. Не сум дошол од фактот што ова е испуштено, некако така да кажам, на слободно и сите кои што идат безразборно кршат и сечат во време на цветот на липите, за да наберат по некое речувче или најлонч да напанат цвет липов, кој што е прилично, неприлично, него е еколошки чист и здрав, ова е природа, планина. И од тој насиет некако осеќам дека не е заштитен овај предел и овие шуми липови не се заштитени. Се пуштени така и некој не ми се иде. И за тој не идам. Како што гледате гранки со кашено липови стебла пресечени таму кај што треба да ги пресечеш и така натаму. Сето тоа некако и не ми се, заради тој не ми се ни иде. Кажам, али многу ретко идеме. Еве сега дојдоме да. А иначе има многу убави спомени од детството. Татко ми беше угостител. Он тука кога идеме, речимо, 49-та, 50-та, 51 година, 52 година, особено после колективизација, кога ни ги дадоа пак овие луизињата и сето имање ова, така наречено, Мечкин дол, ни провеше сладолед. А знаеш како е на деца сега, еве сега, кога ќе победиме за сладолед, колку го сака да ми тоги, кога немаше ни фрижидери, ни сладоледи, татко ми тука нас ни провеше од овоштие, од праски, од цензери. По рецепта му беше, добро тие беше најквалитетен сладолед од млеко и јајца и шеќер, нормално. Имаше он едно, така наречено, машинка за сладолед, казанче го викаме, и тука ќе го донесеме, а прибидејќи имаме магар, имаме маска, кола, тука ќе го донесеме и летно време тука стоеше тој од тоа. Иначе на таков начин у тоа време, викам, после ослободување, јас што го памтам, а тоа се провело и пред да се родам ја, нели, 20-40 година, и долните овие што се сладкари и кафеджии правеле сладолед. Сега ја ги знам кои, да не ги напоменувам, ги знам кои што се. Дека си ги важно и они правеа на таков начин сладолед у тоа време. Сега е малце друга технологијата, па има сладолед за децата, ама сакам да кажам, татко ми кога правеше тука сладолед, неговите внуци и неговите деца, он имаше 3 дечиња, али од браќата негови, едниот брат 4, другиот брат 3, од сестра му имаше 5. Каже, не собеде тука сладолед. Можеш да мислиш у тоа време на Илинден, најголема жештина, која е летото во екот, тука да јадиме сладолед од тој, али тоа го имаше. Беше за нас посебен доживи, тоа ја мора да го памтам, да ќе бидам жив. Сега децата наши и внучините памтат, ама јадат сладолед од фрижидерите. Господине Мурџев, ви благодарам што еве вака од своето време одделивте да дојдеме овде, да го реализираме овој прилог, ова емисија и да ве вратиме малку наназад со годините, да се потсетите на тој период, а сигурно дека ова представува и една историја за Кавадарци, за нашиот град. Сега ќе ви кажам слободно, тука на овој дел лево од ова имаше куќа направена, изидана од камен. Беше голема, така викаа они куќи, ја беше куќа. Таа куќа се покриваше со ржање, со греди од липите и ржање. Имаше 3 дела. Средниот дел огниште, едниот дел беше за стоката,
за магаре, за маска и за конј, другиот дел за луѓе и аргати и ние, нашата фамилија да. Меѓутоа од таа куќа веќе нема ни камен тука сега. За време на Народно-ослободителната војна тука има престојување заради куќата и партизани. Тоа е пишано и во книгите и мемоарите на и има и живи уште учесници од 43 година или 44, не знам, али тоа ви е пишано у книгите, што ги имате задено Сојузот на борците, таму јас го имам читано, таму не го пишуе Мечкин дол, него Мурџевите липи го пишуваат. Оние што тоа го искажуваат меѓу нив, како партизан, бил и братот на стрина ми, што се вика Шура ми на Чичко, и стрина ми, па и другите наши му носеле тука додека биле дуго со нивниот престој, колку време биле тука, не знам ја тачно да ви кажам, тоа тачно го има то пишано они што го искажуваат во овие книги што се задени на Сојуз на борците, ги има тие книги. Уноселе и храна, и облека, и други работи. И има некои анекдоти, јас се нечем да ги кажам тие анекдоти од тоа време. Стрина ми ги кажеш, Стрина ми доживеа 90 години како нейни брат, нормално помлад нейни брат, и она била јако заинтересирана да иде и да има за и за брат и за другите што били сознани како другари партизани, и јадење и облека и тоа што можеле да носат. Уште еднаш, да. Овие работи сега што ги кажувам, кажав нешто ја директно што знам, што го имам доживано, али кажувам нешто и од тоа што имам слушано од моите стари, од татко ми, од моите чичковци, од стрини. Дедо ми не сум го доживеал, тој што го почнал ова овде, како да татко ми, таткото, али чичковците, како постари татко ми, ви има доста кажувано.